почитуван господин Фатмир Битики, заменик председател на владата, задолжен за економски прашања, почитуван господин Кристијан Трајковски, директор на акционерското друштво за управување со станбен и деловен простор, почитувани градоначалници на општините, почитувани представници на медиумите, почитувани колеги на ТАФ, дами и господа. Денес сме тука да ги подпишеме договорите за 35 проекти во вредност од 22,3 милиони евра, што е трет дел од вкупно 49,7 милиони евра, што се пренаменети наместо да се изгради карго аеродром во Штип. Од овие 35 проекти, 34 се проекти на општините, додека еден од нив е проект за инвестиции на двата македонски аеродроми во вредност од 14,7 милиони евра. Меѓу проектите на општините во овој трет пакет има локални патишта, водоводи, канализации и други видови градежни работи за општествено значајни проекти кои што ќе создадат поголема вредност за луѓето и за целото општество. Како општествено одговорна компанија, ние веруваме дека бизнис инвестициите треба да дадат бизнис резултати, но и подобрување на животот на македонските граѓани. Среќни сме што сме овде со владата, како наш партнер, и горди сме што ја исполнуваме нашата обврска како концесионер на аеродромите. По кризата која пандемијата со COVID-19 ја предизвика во авиацијата, сега сме на почеток од закрепнувањето на пазарот. Веруваме дека овој позитивен тренд на непрекинати патувања со авион ќе продолжи. Па така, понатаму ќе можеме да ги развиваме аеродромите во Скопје и во Охрид заедно со нашите партнери, владата и авиокомпаниите. ТАФ ќе продолжи да ја промовира Македонија како туристичка дестинација и бизнис центар на регионот, истакнувајќи ги при тоа нејзините природни убавини, богатото културно наследство и предностите за водење бизнис. Би сакал уште еднаш да се заблагодарам на владата и владините институции кои што многу ни помагаат. Благодарам.